За секој од вас кој што сака да постави прашање, стандардно може да го правите тоа на моите приватни профили, во приватна порака Коуч Јосиф, Инстаграм или Фејсбук може да ме најдете. Ако сте похрабри може да го направите и тоа користики го хаштагот #AskJosif или па да ги искористите телефонските броеви на телевизија Телма. Тоа ги од Иван и прашува како да не ја нарушам исхраната и килажата во празничен период. Многу добро прашање, не знам како. Може би да се затвориш дома, но тоа не е возможно, али во секој случај Иван, може знаеш што, празниците никогаш не се кривецот за можеби нарушувањето на исхраната. Она што е кривецот е повеќето од луѓето кога немаме ред во исхраната се случува да попладне кога ќе се вратиме дома се прејадуваме и јадеме многу брзо и во големи количини и проблемот е со празниците тоа што јас секако го имам стандардниот мој ден како и порано, но кога ќе седнам на слава или кога ќе седнам можеби на некаква прослава, не само што ќе се прејадам како што тоа го правам и секогаш, туку можеби ќе се прејадам 3 пати поред во рок од 5-6 часа додека седам. Затоа, она што јас би те советувал, ништо не менувај во редовноста на исхраната, ништо не менувај во пиењето на вода. Она што јас го практикувам е гледам во текот на денот пред да дојде тој момент на прослава, да внесувам оброци и меѓуоброци кои што имаат помала калориска вредност, за да ми остане во попладневниот час и вечерниот час поголем дефицит. И тоа значи дека ако моето тело бара, да речеме, 3000 калории, јас ќе изедам во текот на денот 1500 за да ми останат 1500 за вечерта да ги внесам. Иако се тоа неквалитетни калории, но во секој случај славите не се проблематични, особено еве јас вчера бев на слава Свети Никола, имате граф, имате риба, имате различни салати, постни, така да тоа не е проблем. Проблем е многу алкохол и многу благо кое што најчесто знаеме да го изедеме и тука веќе е прашање на самоконтрола. Така да немам да ти дадам конкретна техника, но еве се неколку работи кои што јас ги практикувам и кои што ти гарантирам дека празниците не се никаква пречка за да си ја нарушиш исхраната и да си направиш проблем со килажата.